Добре дојдовте во новата епизода на Хоризонт Илма. Јас сум Теја и денес со мене е еден млад режисер кој што работи во Народниот театар во Штип. Неговото име е Дамјан Читкушев. Здраво Дамјан, како си? Здраво, добро ве најдов. Одлично сум, пријатно, благодарам на поканата. Се надевам дека си отворен денеска да разговараме баш на темата театар, бидејќи може да кажеме дека во Македонија да, театарот постои, но дали театарот ги опфаќа сите оние кои што треба да ги опфати? На тоа мислам затоа што се почесто слушаме дека младите можеби и не гледаат доволно театар или тоа што го гледаат, дали е квалитетно, каков театар се сервира денеска, барем на нас кои што живееме во Македонија. Но еве најпрвин би сакала да ми се представиш, колку време работиш како режисер и како почна твојот пат во делот на театарот? Да, но прашање секогаш е непријатно кога треба да зборам сам за себе, ама ќе пробам еве да се представам. Значи, моето професионално искуство почнува негде од 2011 година, каде што дипломирав на факултетот за драмски уметности при универзитетот ЕСРА, кај професорот Дејан Пројковски. Тоа ми беше, да кажам, супер искуство да ја отворам темата за мене театар. Имав среќа, можам да кажам, во тој период некако професорите мои да бидат на некои позиции во театрите, па имавме можност и внатре и да работиме во театарот, да ја видиме институцијата од внатре. Потоа, исто така, за моја среќа, само што дипломирав, имаше конкурс во Македонскиот народен театар кај што бев вработен и работев таму неколку години како режисер. Потоа се запишав на постдипломски студии во Љубљана на Државниот факултет АГФРТ, Академија за филм, гледалишче, телевизија и театар. И таму имав среќа исто така ментор да ми биде Томи Јанежич, кој што е еден од големите, да кажам, најталентирани, најплодни театарски практичари во Европа и можеби и во светот моментално. Таму многу научив, ми се умножија значењата за тоа што може се да биде театар, на кој начин се може да се раскаже една приказна, што значи мојата професија во најширока смисла на зборот. Така што мислам дека сите делови ќе ги опфатиме од тоа што, мислам, како почнало твоето образование и како ти си станал тоа што си денеска. Но еве на почеток сакав да ја отвориме темата денеска за да влезеш во театар, нели го знаеме оној дел дека не се примаат нели голема бројка или во однос на тоа режијата исто така опфаќа мала бројка на студенти или на млади кои што сакаат да се запишат. Еве ти кога започна, дали имаше на некој начин проблем, барем во делот нели кога го заврши факултетот да се вработиш, односно кога почна, дали имаше оние очекувања дека лесно ќе бидеш прифатен или дека барем во театарот многу потешко се прифаќаат новите луѓе? Па мислам дека човекот во принцип, не само во театарот, него општо во принцип тешко прифаќа нови работи. И тоа е секогаш процес еден кај што треба едноставно да си дозволиме да се учиме и да си дозволиме да сонуваме. Мене имав среќа, како што реков претходно, дека одма по дипломирањето го видов тој конкурс, се пријавив и бев вработен. Имав некои проблеми и непријатни ситуации подоцна, ама во тој момент бев пресреќен, нели, како секој млад студент, автор, уметник, повеќе имав во тој период повеќе романтичарски, идеалистички погледи на тоа што значи нашата професија, на кој начин се занимаваме со професијата, кои се вредностите кои што треба да ги практикуваме тогаш во матичната куќа. Така да имав многу голема желба, имав некакви розеви погледи на тоа кои ми се колеги, на кој начин треба ние да комуницираме и сите тие работи.
Дали кога нели започна со работа, бидејќи сепак е големо достигнување веднаш по дипломирањето да се вработиш во МНТ, кои беа првичните очекувања и како заврши таа приказна, бидејќи нели јас како што те представив, ти сега работиш како режисер во театарот во Штип, а зошто не продолжи во МНТ и што се случи? Колку време траеше твоето, колку време работеше таму, какви представи подготвуваше и како дојде до тоа од таму да заменеш и да продолжиш понатаму? Па, во МНТ работев околу 3 години, од 2014 до 2018, крај на 2017 година. Во тој период бев најмлад член на ансамблот, на уметничкиот ансамбл во театарот. Работев секакви обврски, дури некои обврски што постарите колеги не би сакале да ги имаат, ги превземам јас. Работев една од моите подраги представи од почетокот, да кажам, на мојата кариера, која што уште сметам дека е на некаков почеток, пошто ме представи како млад режисер. Беше представата Столови од ЮНЕСКО, со која што со уште 20 млади колеги бевме на интернационалниот фестивал за алтернативен театар во Подгорица, кај што заедно со големи режисерски имија како Андри Жолдак, Пауло Маджели, освоив наградата за иновативност во концептот. И тоа за мене беше, да не кажам, ветер во грбот за да продолжи на некој начин како млад човек да ми се валидира мојата работа, некој да го препознае трудот на одреден начин, и тоа секогаш е убава работа, мислам. Исто позицијата во МНТ беше исто така убава, со тоа што како се случи да престанам да работам во МНТ, после 3 години, едно убаво утро, добив информација дека по судска одлука конкурсот на кој што сум бил пријавен бил укинат, односно е поништен конкурсот, односно одлуката на конкурсот е поништена, и јас по автоматизам го изгубив работното место и ми се јавија од театарот да потпишам отказ додека бев на боледување. Тогаш беше таква една специфична политичка динамика и атмосфера која што едноставно ме стави во позиција на колатерална штета да бидам исфрлен, да не кажам, од таа средина. Едно утро ти се јавуваат и ти кажуваат дека конкурсот е, нели, укинат. И сега тоа не ми е јасно, ако по 3 години конкурсот е укинат, мислам малку е нелогично во тој дел, или како тоа всушност можело да го направат? Да, па театарот не го застапувал својот работник, односно тужителката во тоа време го тужела театарот заради одлуката која што е донел да не вработи мене и уште една колешка. Јас немав информации дека се води некаква постапка во која сум јас директно засегнат, да. И по завршувањето на целата таа постапка, едноставно добив информација дека тоа мора да се изреализира тој отказ, затоа што судот налага, судот е повисока оваква институција, инстанца од театарот. Иако тогаш имав напори театарот како мој работодавец да ги преземе останатите потребни правни лекови за да ме заштити и да не ја изгубам работата, но во тогаш не застана позади мене и тука се прекршија многу, мислам дека и се случија неколку преседани, повредени се дискриминаторски однос е покажан кон мене како вработен, да, во театарот, и тоа за мене беше тогаш непријатна ситуација и удар и по мојата личност, јас да се прашам дали вреди ова што се работи, на кој начин го работам ова. Си поставував некои прашања што на некој начин ми ја приспитаа самата потреба, дали јас
треба да го работам ова, на кој начин го работам ова, ама одлучив дека нема да е тоа правецот и темата со која што ќе се занимавам, одлучив да го продолжам моето образование, да се занимавам баш со театар, со големата во вистинска смисла на зборот и да едноставно препознам што е театар, што се политички некои игри, задкулисни игри, кои што за мене во тој момент ниту можев да се спротиставам на тие работи, бидејќи немав позадина грб заштита никаква, дури од колегите, што искрено ме разочара во тој момент, ама тоа е, животот продолжува и ние мораме да најдеме начин како да ја пратиме пораката, без разлика на тоа не секогаш дека ќе имаме услови тоа да го направиме и може да ја одзема таа позиција на вработен режисер која што има во еден начин екзистенцијална природа, ама талентот, идејата, мислата, тие работи стојат во секој човек и мислам дека да, тоа никој на никого не може да му го земе, колку и да се труди, но ти ти се случува сето тоа и мислам дека за секој млад човек, особено како прво работно искуство е навистина, јас би рекла за препастувачки, бидејќи нели ти полн со идеја, со амбиција да влезеш во театарот и да дадеш се од себе, барем таа твоја креација тогаш во тој момент што си ја носел, и ти се случува такво нешто, но еве ти не се откажуваш и заминуваш во Словенија на мастер студии, го продолжуваш твоето знаење. Еве, дали ќе можеш да ми раскажеш малку за тоа како течеше твоето образование, твоето време во Словенија, што конкретно работеше и ете ти одели некои делови, но дали можеш нешто повеќе да ми кажеш во тој дел? Да, па тоа беше за мене многу драгоцено и би рекол трансформативно искуство како автор. Имав прилика да работам со многу интересни луѓе, да запознам многу интересни луѓе. Професорот кој што спомнав, Томи Јанежич, исто имав еден професор кој што си го промени името во Јанес Јанша како премиерот во Словенија што беше, или уште не сум сигурен, мислам дека не е. Јанес Јанша, односно Емил Храватин, како што му е роденото име и презиме, заедно со тројца академски професори, како перформативен чин си го менуваат името, буквално во сите... Али дали тоа го прават во представа или тоа валјда во приватен? Тоа го прават за цел живот. За цел живот и они си го менјаваат името и он е исто многу интересен професор кој што ми отвори многу канали, да кажам, на тоа да разберам буквално што значи тоа креативност во секојдневниот живот, пошто креативноста е на некој начин треба да се практикува и секојдневниот живот. Не се креативни луѓето само што се бават со некаква уметничка професија или слично. Таму колку време ти траја мастер студиите? Една година, така. Да. И вие работавте, имавте таму за подготвување представи, полагавте испити, како се одвива студиите? Имавме и испити, и работевме многу вежби, разноразни формати на театар, перформанс, на кој начин да се раскаже приказна и завршната работа е дипломска, односно магистарска представа и труд на одредена тема. Јас меѓу другото доста таму се занимавав и со позицијата на гледачот во театарот, односно како се менувала таа позиција на гледачот низ историски, општествено-политички и социјални контексти. Буквално од антиката, каде што гледачот седел во амфитеатар горе и го гледал животот на боговите и бил на некој начин над таа античка трагедија, до денеска кај што буквално и ова е театар кај што еден спроти друг седиме и разговараме и како таа позиција се менувало, кои работи влијаеле, на кој начин се препознавала потребата на крај крајава дека гледачот има потреба да доаѓа во театар или во некое место кај што ќе биде присутен заедно со другите околу некоја приказна и таа приказна ќе создава однос, ќе создаваме ние однос со таа приказна, на кој начин можеме да гледаме што значи за нас таа приказна.
А освен тоа што ти беше таму во Словенија, тоа околу една период од една година, така можам да кажам. Па нешто плюс само дали правеше нешто друго освен тоа што се фокусираше на твоите студии или нешто од страна ти интересираше дополнително? Па тој период конкретно се бев таму и бев сконцентриран на студиите, затоа што програмата е доста интензивна. Ние имавме секојдневно сесии со главниот ментор Томи, кои што траја па некогаш по 8 по 9 сати, мала група на луѓе. Имав среќа да бидам изберен како единствен странец, да бидам примен, пошто еден странец само прима и 4 колеги од државата Словенија. Така да во тој период бев таму сконцентриран на студиите, да се разберам и себе подобро, да го разберам и театарот, професијата, значењето. Така, како после имаше прилика да останеш таму да продолжиш да работиш или ти самиот реши дека сакаш да се вратиш во Македонија и твоето понатамошно искуство да го градиш тука? Па тоа беше во периодот кога имаше корона и тогаш заради некои приватни причини морав да се вратам во Македонија, иако во принцип како и сегде театарот е позатворена работа, кај што ти мора да си таму присутен, да си константен во напорите да влезеш во некој театар, например, за разлика од кај нас во Словенија има 3 државни театри кои што имаат вработено само уметнички ансамбли, односно глумци. Професијата режисер нема работна позиција режисер во театрите таму или има само во националните неколку куки што постојат. Така да и тоа им беше многу чудно кога им раскажував на колегите дека кај нас буквално во секој град има државна институција театар кај што има вработено по неколку и режисери, драматурзи, актери и така натаму цел ансамбл. Така, и тој период корона ти се врати тука во Македонија и Како размислуваше тогаш, во која насока, бидејќи претходно имаш веќе некое баш непријатно искуство работно во делот на театарот, како реши да продолжиш и што започна да работиш во тој период, за да стигнеш до понатаму, нели, да се работиш во театарот во Штип? Па да, уште кога решив да се запишам и да продолжам, да не останувам во таа непријатна ситуација, пошто разбрав во еден момент дека заради одредени политички, не знам какви причини, јас морав да видам колатерална штета и решив да ја надминам, да го продолжам моето образование и тогаш некако решив да го оставам тоа зад мене и кога се вратив бев веќе измотивиран да најдам начин како да го развивам и својот талент и својата креативност, да најдам повеќе начини како да раскажам некоја приказна и почнав заедно со уште една колешка Тамара Малковска, која што е фотограф и сме колеги од факултет. Пошто ние се дружиме приватно, разговараме, разменуваме идеи, стигнавме до една идеја во планинарски дом Вртешка, тоа се наоѓа 30 км над Штип, да формираме повеќе дневна уметничка заедница, каде што ќе се собереме повеќе колеги од различни дисциплини и ќе создаваме, споделуваме и дискутираме уметност, да кажам, на еден начин, и тоа го почнавме како пракса, мислам дека во 2021 година е првото издание, оваа година ќе биде 5-ти пат како. Значи тоа е всушност на некој начин, еве малку подобро да објасниме, ја Вртешка е интердисциплинарна активност која што се одржува во Вртешка во во планинарски дом. Така. Значи Вртешка интердисциплинарни активности е настанот, односно проектот. Тоа се одржува еднаш годишно? Да, тоа се одржува еднаш годишно. Тоа е
резиденција или колонија, кај што се собираат повеќе уметници од различни дисциплини. Значи тука имаме луѓе кои што се занимаваат професионално со сликарство, со фотографија, со филм, со драматургија, со актерска игра, режија. И сите всушност се собираат на едно место и Да, сите се собираме на едно место. Прво ги дискутираме во подготвителниот период темите кои што не засегаат, што ни инспирираат, што не возбудуваат. Доаѓаме до некои заеднички работи. Например, минатата година работевме сон на летната ноќ еден повеќе часовен перформанс кој што се случуваше да почне од Штип преку автобуско едно движење, да стигнува таму, па таму низ целата планина публиката да движи и да се запознава и со просторот и со приказната и да биде и за нив едно специфично искуство и на некој начин тоа е идејата на тој проект, на тој проект да ние да си дозволуваме да сонуваме во такви специфични услови, да грешиме на крај крајава, да пробуваме работи што не би можеле да ги пробаме во институција кај што не се дозволени толку грешки, кај што е повеќе се на некој начин на сигурно. Во делот на тоа е многу интересно бидејќи не мислам дека да нема такви некои, може има и ве поправиме ако грешам, но кај што повеќе уметници од различни области, на пример од сликарството, музичари, од театарот доаѓаат и сите креираат нешто бидејќи вака нели имаме оние тим билдинзи што се прават во многу фирми и компании каде што се спојуваат и се прави оној брейнсторминг, а ова на некој начин е уметнички брейнсторминг и кај што уметниците се запознаваат, креираат и на крај на мислам дека на самата активност има некој проект и продукт кој што всушност се добива, но еве дали има и вака од надвор некои заинтересирани кои што не се бават баш со таа професија и би сакале нели да учествуваат, да го посетат настанот, колку време од прилика трае и дали би можеле некој што не гледа, што не слуша, ако го организирате, се надевам дека ќе го организирате оваа лето што следува, дека би можеле на некој начин да се пријават. Да, значи настанот се случува, односно целиот проект се случува трае во текот на целата година заедно со подготовките, значи како што спомнав, тоа има еден дел кој што е резиденцијален, кај што се собираме тие околу 40-50 луѓе што се бават со креативна работа. Една од основните пориви на нас ни беше дека луѓето што се бават со креативна работа плаќаат и психолошки данок, меѓу освен обичниот данок. И сакавме да направиме на некој начин креативна теретана, кај што ние ќе ги споделиме нашите занаети, пристапи, начинот на работа, ќе ги дискутираме заедно со колеги со кои што ќе има смисла и заедно сите ќе создаваме нови приказни кои што имаат смисла. Освен тој дел, таа резиденција или колонија се трансформира во фестивал и последните 5 дена, тоа трае горе сме ние на планината околу пола месец, 15 дена, во кој што последните 5 дена имаме фестивал практично во кој што секој ден е различен, публиката може да дојде и од негде по попладневните часови имаме разни работилници кои што се занимаваат и со психологија, со зборообразување, со јазикот, со актерски вежби за говор, со музички работилници, со ликовни работилници и колонии. Минатата година исто имавме и скулптури. Се случува целото во планинарски дом, каде што има во дворот практично на планинарскиот дом имаме и село напуштено, која што го користиме исто како изложбен простор. Околу домот имаме околу 10 зони на кои што се случуваат работи и публиката која што може да дојде да присуствува, значи може да ги следи 8 работилниците, следи и неколку изложби, концерт, представа, филм, проекции, така да има целовечерна програма која што во тие последните 5 дена е секој ден различна и може да се видат многу интересни ствари и плюс мислам дека клучот на форматот на резиденцијата и фестивалот, односно на ВИА или вратешки интердисциплинарни активности е тоа што
нема многу луѓе, односно таму има околу 150-200 луѓе кои што доаѓаат и сите тие луѓе можат меѓу себе да разговараат и да разменат мислење. Може да рефлектираат на тоа што огледале, има округли маси кај што после дискутираме за тоа што сме огледале, кои какви асоциации му предизвикало, на кој начин се поврзало тоа со личната биографија, со идеите и така натаму, така да се покажува како интересна потреба не само на луѓето што се бават со креативна работа, него и луѓето кои што се интересира да дојдат, да, и да имаат едно специфично искуство кое што го нема како формат. Ние имаме разни фестивали кои што се занимаваат само со филм, само со театар, само со музика, само со фотографија, ама ваков склопот повеќе дисциплини нема, и мене ми е многу драго што идејата секоја година расте и се умножуваат значењата и дури форматот сам си ја наоѓа формата некако. Ние само наша работа е да овозможиме нештото да се случи, а нешто да се случува. Така, вие на некој начин и тој период можам да кажам дека го оживувате селото, бидејќи нели ти спомна дека селото е напуштено, баш во тој период го оживувате и многу луѓе нели можеби не го знаат тој крај, па и одат прв пат го посетуваат и имаат вакви активности кои што за летен период навистина се потребни, барем тука во Македонија да може на некој начин сето тоа што можеби не го знаат да го дознаат, колкава е возрастната група што може да дојде да присуствува, да ве посети баш во тој период? Па не ограничуваме возрастната група, обично се млади луѓе кои што доаѓаат и кои што се интересираат, луѓе кои што ја сакаат планината, кои што ја почитуваат планината, пошто меѓу другото и тој аспект нас ни е важен. Мене многу ја сакам природата и се трудам да ја чувам и меѓу другото и да се освестиме ние за значењето на самата природа, на планината, на кој начин можеме да ја чуваме. Ние го организираме тоа баш во тој период кога секоја година има нели пожари низ државата, и тоа е плюс една околност која што ни отежнува да го реализираме фестивалот, освен тоа што се случува на планина. Тоа е локацијата е на 30 километри над Штип, доаѓа во општина Карвинци. Така, дали некогаш сте имале до сега, бидејќи како што ми спомна 5 години наназад го организирате, некогаш некоја непријатна ситуација баш поврзана со пожарот, па да не можете да имате пречки, да го мора да го преместите датумот или? Па секоја година ние се обраќаме до надлежните институции од кои што бараме соодветни дозволи за нашето присуство таму. И ги информираме дека нашата идеја е, меѓу другото, да ја го освестиме човекот за значењето на природата и на планината и на кој начин ние би можеле да се однесуваме, па дури да има непријатна ситуација, пожар или слично. Предизвиците кога се организира нешто во надвор од урбана средина секогаш се поголеми. Времето е на планина се менува многу брзо, значи можеме ние да организираме некаков концерт кој што треба да се случи во 7 и до 6:15 времето да е прекрасно и после да истури град, и тоа се има случувано. Ама секогаш имате сигурно план Б за да можете тоа да го... Мораме да и план Б и план С, мораме да размислуваме и на секакви варијанти. Имаше страшлени оваа година. Природата сама си има своји правила и ние некако треба да се прилагодиме. Видиме да се прилагодиме и да најдеме начин како и да го реализираме тоа што сакаме да го реализираме, и на друг начин да не ја засегаме природата од нашето тоа, да не е по секоја цена дека ние мораме на тој замислен одреден начин да го направиме тоа. Така, ова е баш интересно. Дали имаш уште нешто што би сакал да одвоиш од овие 5 години наназад, што некоја случка што ви се има баш случано и што ни на крај памет не би можеле да поверувате дека тоа и тоа ни се случи, а ние планиравме вака и вака да го организираме, оно ствари сосема нешто друго, па излезе можеби на некој друг начин. Или па да одвоиш некој дел од овие 5 години или од лани за нешто што сте го правеле и дека можеби во иднина ќе го правите како традиција. Кој што спомнав, форматот цело време се менува и традицијата повеќе би било на ниво на теми дека ние ќе се занимаваме секогаш со тој што доаѓа да гледа,
со нас, нашиот пристап каков е, да си да си овозможиме на тоа место да си го провериме пристапот, да ги размениме идеите, да ги споделиме работите кои што не засегаат, не мачат сите, а што помалку да мистифицираме, да најдеме на некој начин да ја освестиме нашата пракса. Имало многу ситуации кои што од друга страна можам да ги одвам као ситуации кои што не извадиле од шините, ама некако ризикот како фактор е дел од нашата работа, па со таквиот ставање во таа позиција ние и се учиме на некој начин како да се снајдеме во такви непредвидливи ситуации, пошто и непредвидливоста и неизвестноста е една од основните теми и во самиот театар. Ние не знаеме што ќе се случи кога ќе одиме на представа и дури да го знаеме текстот, не знаеме на кој начин го прочитал авторот, односно режисерот и уметничкиот ансамбл текстот. Од друга страна, тие што се на сцена не знаат на кој начин тоа ќе допре и ќе прими до публиката. И само кога ќе се спојат тие две страни, почнува таа размена. Присутноста е важна и од двете страни, например. Инвестицијата и наша, ама инвестицијата и на публиката да ја вклучи својата лична биографија, асоциациите и така натаму, за да се овозможи да се случи нештото. Така, тие начинот темата театарот, ние малку избегавме од темата, но еве сега ќе се вратиме. Проектот, нели, што го правиш, но настрана ти, нели, мислам дека и претходно вака што зборувавме позади камерите, ти зборуваше за ти ми спомна дека театарот од секогаш ти била љубов и дека на некој начин туку така не си можел да го оставиш и покрај тоа што ти си има случано, па како се враќаш во театарот, бидејќи ти мислам дека си и вака попутекло од Штип. Да. И како се враќаш во театарот и што започнуваш да правиш и да ми кажеш малку повеќе за твоите представи досега што ги имаш правено и мислам и да опфатиме малку повеќе и за најновата представа Странецот, која што сега скоро и беше играна неколку пати. Да, па мислам дека за театар само љубов не е доволна, мора многу работи и многу фактори се важни за да се случи некое уметничко дело. Во мојата пракса некако секогаш си поставувам пред секоја работа си поставувам низа на прашања кои што на некој начин ме насочуваат и ми го освестуваат и пристапот и начинот на кој што сакам да го работам нештото. Секогаш гледам да секое ново искуство и ме формира мене како автор. Зборувавме за тоа дека како почна, како дојде до Штип, бидејќи нели тука си го правиш овој проект и како започна со театарот, дали доби покана, дали аплицираше, бидејќи претходно нели со искуството само како го скрши мразот за тоа дека реши добро, јас ќе продолжам со театар, но не по секоја цена, нели, како се осигураше да... Неколку години имав пауза од работење баш театарски представи во таа некоја општо прифатена смисла на зборот и на тоа што значи театар. Значи се занимавав само со проектот вртешка интердисциплинарни активности и работев други работи, нели, за да можам да живеам. Потоа, заедно со еден колега Ане Блажовски, решивме да ја работиме монодрама според расказот на Достоевски, Сонот на смешниот човек, која што се реализираше во театар Битола и е копродукција помеѓу театарот, Народниот театар во Битола и Издруженијето Купола од Штип, од која што сум исто така член. Потоа, тоа некако ми ја врати смислата и ми ја врати надежта дека повторно на некој начин можам да се занимавам со оваа професија, ми ја врати возбудата и сите работи. После колку време пауза ја направивте? После околу 4 години мислам дека пауза не се бавев директно со театар, иако имавме ние разни форми на перформанс со кои што
кој што ги работевме горе на Вртешка, али во институција, тоа ми беше така на некој начин како некое враќање. Така, мислам дека и после 4 години, пред да започне представата или затишјето, пред да се отворат зависите, мислам дека и тримата можеби чувството е малку поинакво, по таква пауза. Да. Јас исто така бев не се плашев, ама си поставав тие прашања дали би можел, како би можел, дали сум изгубил од кондицијата, од мислата и сите тие работи, ама тоа мислам дека е као точак, возење точак, така да ако научиш еднаш да возиш точак и знаеш да возиш точак, после секако треба некоја време на адаптација, ама во суштина се враќаш и ја имав среќа да имам прекрасен соработник, Ане Блажовски, со кој што направивме супер представа, се занимававме со теми кои што на нас ни се возбудливи, интересни, се занимававме баш со работата, со разочарувањето, со враќањето назад, со теми што се као менталното здравје денеска, на кој начин младиот човек се справува со тоа, на кој начин можеме да го гледаме светот. Така да тоа беше на некој начин како почеток што те врати на некој начин. Да, ме врати да се ставам на шините. Подосна, јас сум работел претходно во Штипски театар, а во 2016 година работев суд представата од Коле Чашиле, кој што исто помина многу интересно, се играше некое време таму представата на репертуарот, баш се погоди да коинцидира со некои политички случувања од тој период, исто што беше многу интересен момент. И додека ја работев, мислам, тоа беше на некој начин моето искуство со Штипски театар, иако живеам многу блиску до театарот, па поминувам некое време таму со колегите, се дружам, сите ми се пријатели, ги знам, така да спонтано некако и природно дојде сега таа позиција да бидам вработен таму, кога имаше можност да има вработување, да бидам вработен таму и да го искористам моето искуство, капацитет, се што знам во насока на тоа да таа куќа има подобар квалитет, да имаме поинаков правец во тоа како ќе се развива и репертуарската политика и ансамблот, начинот на кој што ќе работиме и сите тие работи, така да затоа сум многу среќен што можам во родниот град, кај што ми се корените, да допринесам. Така да, но тоа и например, ја би рекла дека е реткост, но денеска има и многу млади актери, режисери кои што се наоѓаат во некоја неблагодарна ситуација покрај тоа што се многу талентирани и би требало де факто да работат во театар и да го работат тоа што го сакаат и никогаш и не се баш во можност тоа да го направат. Еве што мислиш ти за тоа што се случува кај нас, што понекогаш како што ти си имал и претходно лошо искуство да се случува на дискриминација и едноставно младиот уметник кој што сака да продолжи во тој правец на крај на ден на некој начин му е неисплатливо и решава да остави, или што би можел во такви ситуации да направи? Па така, мислам, кој што спомна, кај нас е привилегија. Јас се осеќам и привилегирано од друга страна, од една страна и исто така ја осеќам одговорност дека морам на некој начин да оправдам својата таа позиција и да работам на тоа освестување дека ние имаме одговорност. Има многу колеги, јас за жал имам многу колеги кои што се прекрасни, талентирани и многу работат во независната сцена, кои што немаат прилика, кои што мора да работат ред други работи за да преживеат, дури некои нифи се откажале од самата професија или им дошло да се откажуваат од самата професија затоа што немаат услови, немаат начин, прилика како, затоа што ние кај нас имаме ретки се можностите и за финансирање на представа, тоа е колективна работа која што бара услови за да може нешто да биде. Тука би те прашала дали сметаш дека барем Министерството за култура треба повеќе да вложува
нели во бидејќи преку Министерството за култура всушност и одат самите представи и проекти кои што се финансираат, дали сметаш дека тука можеби да би се дигнал прагот на финансирање малку повеќе, дека би имале и поквалитетна содржина и дека многу уметници кои што нели немаат можност да работат би биле вработени? Па да, ја не знам дали има можност сите да бидат вработени. Уметноста, Министерството за култура е еден од субвенционерите, да кажам, на културата во Македонија. Ние како млади, сега бидејќи има интернет, ги гледаме можностите кои ни се, па наоѓаме начин како да стигнеме и до други некои извори на финансирање и тоа мене многу ме радува дека се повеќе луѓе го прават тоа, млади луѓе го прават тоа. Ама од друга страна, па и вработените кои што се во театар, мислам дека има тоа вработувањето создава еден комфорт и создава едно чувство на незаменливост, кое што предизвикува на некој начин губење на одговорноста, губење на тоа зошто ние сме тука, каква одговорност имаме, на кој начин треба да комуницираме со публиката, што значи ова за нас целото нешто и не треба да се поминуваат само работите туку така, него да сме свесни и одговорни за тоа која е нашата работа и на кој начин треба да се поставиме во таа ситуација и кај се наоѓаме, затоа што нема да го кажам јас само тоа, на Чернодрински беше лани жири директор на еден од најпрестижните фестивали тука на Балканот и он изјави дека театарот во Македонија е во некаква криза. И мислам дека треба да ја освестиме таа работа и да работиме во насока на тоа да се подобриме, да се искритикуваме ако е потребно едни со други, да бидеме конструктивни, да видиме што сакаме да правиме, на кој начин. И тоа што го спомна ти дека е во криза, дали мислиш дека и освен финансискиот дел можеби и недостига поддршката, сплотеноста меѓу колегите, бидејќи нели ние спомнавме дека скоро во секој град нели има одредена државна институција, нели театар, но еве јас лично ќе појдам од себе, јас сум родом од Куманово и театарот во Куманово не може нели да се спореди начинот на како што функционира, освен тоа што треба нели реновација да се отвори, колеги нели твоите колеги кои што се во театарот во Куманово работат сега нели на друго место, а и во другите помали градови сите тие објекти на некој начин се застарени, треба да се реновираат. Дали сметаш дека и самата поддршка меѓу колегите, актери, режисери треба да е поголема, па и од тука и оној бунт и револт за она што недостасува во театарот во Македонија, да може да се издигне и на некој начин да се реши тој проблем или таа криза како што ти спомена. Да. Пак и за оваа работа мислам дека има доста фактори. Комуникацијата е многу битен дел. На кој начин ние комуницираме меѓу себе, колку си дозволуваме да си признаеме некои работи, колку си дозволуваме да сонуваме. Колку денеска колегите во театарот треба да се поддржуваат меѓу себе си за да ја надминат она криза во како што ти спомена во Македонија. Да, па тука е начинот на поддршка, да не се удираме по рамо и да си викаме само браво, него да бидеме конструктивни, да дадеме критика како е потребно да се даде таа критика, да препознаеме добрата намера на колегата, да едноставно се вложуваме на поинаков начин и да си ја приспитаме и нашата улога која е нашата одговорност и на кој начин комуницираме, затоа што сите работи се тука пред нас најчесто, само треба да ги препознаеме точните работи, да ги поставиме вистинските прашања и да работиме во насока на тоа да ја предизвикуваме промената постојано, да не да бидеме повеќе автентични, похрабри, смели, да во делот на тоа што го спомна храброста, смелоста, еве ти како режисер од кај ја црпиш еве на пример инспирацијата или кога треба да подготвуваш, еве конкретно кога ја подготвуваше представата Странецот, како дојде до идејата и од кај најде тоа е нели релативно да кажеме инспирација нели за се нешто, за секоја работа е потребна инспирација, но како ги склопи куцките и реши јас ќе ја правам оваа представа,
но ми е потребно тоа и тоа и тоа. Еве, од твоја перспектива, дали можеш да така да раскажеш како е, барем да доловиме на нашите слушатели, како е да подготвуваш една представа и она да ја правиш од почеток во делот или како режисер? Да, како инспирација, например, или нешто што ме секогаш се имаме на листа на прашања кои што како што спомнав си ги поставувам. Што е тоа што ме инспирира и ме возбудува и ќе ми го земе вниманието. И представата Странецот има многу интересен за мене пат, кој што е прв пат на некој начин така да реализирам нешто. Мене сакам да ме инспирираат луѓе кои што од луѓето најчесто добиваш инспирација? Ме инспирираат луѓе со интересна мисла, ме инспирира добра литература, ме инспирираат филмови, ме инспирира природата, сакам да движам низ природа. Представата Странецот почна на некој начин со еден прекин, односно како се вика дигресија. Со тоа што кога ја работевме представата во Битола со Ане Блажовски монодрамата Кој знае зошто, еден од соработниците ме праша дали може наредната изведба да дојде еден друг соработник да пушта тон во представата. И јас му се јавив на Александар Томевски, соработникот, дали си во Битола, вика тука сум во Битола со уште еден колега со кој што претходно имавме работено една представа во Тетово, кој што живее во надвор од земјата. И се сретнав со нив двајцата, тоа беше буквално едно 20 минути пред да почне изведбата на представата. Ме прашува што правам тука, му ја раскажувам представата. И ми кажува, вика, мала дигресија, вика, да ти кажам, ова ме асоцираше на еден филм. Филмот се вика Јаник, изгледај го, француски филм, може да ќе ти се допадне. Викам, добро, ќе го гледам, а ние во меѓувреме со Никола веќе почнавме да правиме драматизација и адаптација на Странецот од Алберт Ками. И додека го правевме тоа, јас во меѓувреме го изгледав филмот и само што го изгледав, сватив дека филмот е одлична појдовна точка и материјал за моменталната ситуација и состојба кај нас во театарот. И решивме со Никола дека ќе го замениме тој материјал што веќе сме го работили, ќе го отфрлиме и ќе се занимаваме со представата Странецот по филмот Јаник, кој што ни отвори многу интересни теми, многу теми што се блиски до нас како држава, мисли? Театарски практичари, за театарот, за одговорноста во театарот, за тоа што значи да создаваш, за тоа што значи да дојде публика и да те гледа, на кој начин ние имаме одговорност, што треба да ја представиме, и представата во суштина избори за тоа, и односно збори за една вечерна рутинска култура во Одневодници, каде што станува еден човек и вика, ова не е забавно, не се обраќа на мене, на кого се обраќа ова. Едноставно си заминува, мислам, он станува во тоа, се случува, така почнува представата? После некое време они играат една представа која што делува на која што изгледа како повеќе представи кои што ги имаме сега на репертоарот, и он станува и ја прекинува представата, го проверува односот, ароганцијата на институцијата, на глумците, на суетата, сите тие работи што ги има во тие микросветови, во тој меур во кој што ние на некој начин сме и затворени, и на некој начин самата представа и автокритика на нас самите. Ние многу често си дозволуваме да се лизнеме и да дојдеме до таква една позиција кај што нема да сме освестени за тоа кај се наоѓаме во моментот и што треба да направиме сега во тој момент. И он ни го отвара тоа прашање на еден многу наивен, обичен начин. Тоа е човек кој што работи на Паркинзи, 7 дена во неделата, еден ден земал слободен да дојде во театар, и едноставно тоа му е прелило чашата и решил да ги постави прашањата кои што никој не се сеќава или ги игнорира или не му доаѓа да ги постави заради X причини, за да не навреди колега, за да не или едноставно е апатичен кон одредена или во искажување. Ја прекршува апатијата, ја проверува рутината и создава едно ново нешто кое што е релационо до сите во публиката, кое што може да се поврзат, кое што е
инспиративно дури би рекол. Така да тоа беше многу интересна работа. За време на процесот таму имав прилика да работам со во представата играат, да ги спомнам, освен Никола Стефанов, Никол Чопројчевски, Ана Грамосли, Валентина Грамосли, Марија Цветановска, Дритон Весели, ќе ме убијат ако заборавам некој, јас играм во представата. Добро, значи сите да ги поздравиме кои што играат во представата. Тоа беше супер процес, многу инспиративен, ние разговаравме за многу теми, отворивме за тоа кај се наоѓаме, што правиме, каква представа сакаме да направиме. Доста време посветивме на тоа која е нашата одговорност. Колку време ја подготвувавте? Па околу околу месец дена, мислам дека со некои паузи, релативно брзо за представа беше тоа, ама успеавме да стигнеме до многу интересен резултат, кој што сега не би сакал уште повеќе да раскажувам, ја поканувам публиката да дојде да ја гледа представата. Кога е следната представа? Следната изведба е на 21 февруари и потоа е во март ќе се игра представата. Каде се игра? Во Народен театар Битола, значи представата е копродукција исто така меѓу Народен театар Битола и Сдруженијето Купола од Штип. Така да сите кои што сакаат да ја гледат представата Странецот на 21 февруари во Битола ми рече? Да, во Битола, и таму ќе можат да гледаат и да видат за што всушност станува збор, да не им откриваме сега се, нема да сака да нели денеска што се вика не можеш да го натераш човекот да отиде во театар. А после нели кога ќе почне да оди во театар, па ете, нели на некој начин треба да го поттикнеш, но не само да му раскажеш за што станува збор, бидејќи ние нели како луѓе брзо се заситуваме од одредени работи, Да, баш едно од темите и тоа дека ние имаме сега многу информации, пратиме некои животи, а се отуѓуваме на некој начин од нашиот сопствен живот. Сакаме да едноставно брзо ни поминуваат информациите, немаме многу вниманието наше не може да остане на едно место, и ние во представата меѓу другото се занимаваме и со тоа на кој начин ние можеме театарот повторно да биде актуелен денеска, на кој начин можеме се да се раскаже една наједноставна приказна, како се обединуваат луѓето од една приказна, како таа приказна станува лична на некој начин. Односот што го стварам јас до приказната, тоа ми е интересна на мисла, која што вика дека не е интересна приказната, битен е односот што го имам јас со приказната. И на крај да ни овозможи театарот да се запрашаме ние на кој начин го гледаме светот, да не гледаме само романтично некоја идеја и приказна, него да го ставиме под знак прашање тоа што го гледаме, пошто тоа е и уште од не знам Брехт ја на некој начин ја воведува таа идеја, ама забораваме на тоа дека овозможува театарот да се запрашаме на кој начин го гледаме светот, а после и нашиот живот, како ние функционираме и како што е тоа за нас. Така, да. Јас мислам дека и еве и ти ќе ми кажеш дека според тоа колку и да нели мала е бројката или еве би требало да се поттикне бројката на млади, па и на постари, на сите барем во Македонија за тоа да го пратат театарот. Дали мислиш дека тогаш и луѓето би станале поемпатични кога би конзумирале квалитетна содржина, како што на пример театарот, театарските представи, и на некој начин би подобро би можеле да ракуваат со самите себе и со емоцијата што ја имаат, бидејќи на некој начин театарот е рефлексија на она кое што се случува, или на пример пример ќе земе одредена политичка ситуација, која што на некој начин театарот ја има онаа задача да ја презентира до гледачот, за да може на некој начин да го освести. Па и од тука би те прашала дали би требало театарот да биде оној, нели, на првиот на прв чекор или на пиедесталот кој што ќе има она главна задача да го освестува човекот за тоа каде во општеството се наоѓа и што всушност се случува. Да, мислам, функцијата на театарот се менувала, како што спомнав, не знам, во антиката, нели, како што спомнав, ми ги граделе тие идеи, дури во еден период било место кај што луѓето преку театарот го покажувале својот статус.
бил театарот место кај што се случувале бизниси, доаѓале луѓето да се сретнат, не биле толку битни представите колку што било таа потреба да се најдат на едно место и тоа на некој начин Јавен живот, така. Да, терапија и терапија на целата заедница. Денеска мислам дека театарот ја нема таа моги влијание, порано се случувале дури да се системи да се рушат преку некои идеи што прво се пласирале во театарот. Сега нема таа сила, ама има моќта на театарот денеска тоа што не прави да бидеме присутни тука во моментот, да се обединиме околу една приказна, да размислуваме што значи таа приказна за нас и да се запрашаме на кој начин ние можеме да влијаеме и ние можеме да бидеме некаква промена почнувајќи од нашиот живот. Така, тука и би го поврзала тоа дека нели ти спомна дека театарот започнува нели од тоа нели да се презентира нели како било во минатото, како е сега, но еве како е денеска, еве преку твојата представа што сакаше ти да испратиш, каква порака, бидејќи нели на крај на ден делот на пораката која што треба да се испрати до публиката е клучниот елемент. Што беше клучниот елемент кај тебе? Ако треба да го сведам, има многу работи кои што ние таму ги дискутираме и ги споделуваме со публиката, ама основното прашање е прашањето на одговорноста, на нашата одговорност како автори, како уметници, што правиме ние. Прашањето на тоа колку сме свесни дека некој доаѓа и не гледа нас, некој се спремил, го одвил своето време, дошол, значи представата почнува многу порано од тоа кога ќе се изгасат светлата и ќе изгледат глумците на сцена. Така да едно од основните и клучни прашања во нашата представа и во нашата работа последна е одговорноста. Каква одговорност имаме денеска ние и на кому тоа се обраќаме, како не перцепира тоа и што се обраќаме нас и тие работи. Така, ја спомнам политиката, ако во минатото нели можело да се рушат некои режими, еве денеска тоа нели не може, бидејќи ти на друг начин го објасни тоа, но еве како политиката влијае врз создавање на наративот на представите. Дали сметаш или не знам, знаеш дека може политиката да влијае врз начинот на тоа како се креираат одредени представи и што се пласира во театрите? Дали може да влијае врз самата тематика на представите кои што се играат? Политиката треба да биде да ги создава условите да се игра театар. Не треба да биде некој да го користи театарот за праќање на некакви пораки политички, повеќе треба да биде, мислам дека да овозможува на некој начин и да се дистанцира. Театарот е секако меѓу другото и политички. Човекот, например, денеска живее во, условно кажано, повеќе регистри и политички, и интимен, и дигитален, и трагичен, и смешен, и глупав ако е потребно, и тоа најчесто во еден ден. И театарот, за да искомуницира, мора да во јазикот негов да ги има сите тие пресеци. Политиката, мислам дека театарот, односно политиката во театарот треба да биде на тој начин, не да пренесува некакви политички пораки, туку повеќе да ги разоткрива механизмите на системот. Така, мислиш театарот би требало тоа да го прави, да ги разоткрива намерите но не конкретно, мислам дека не се разбравме во делот на тоа дека дали денеска си слушнал или си увидел некаква ситуација која што е поврзана директно на тоа дека политиката влијае во одредени инстанци во театарот. Никако да зазема место, а како што кажа ти дека местото не е тука, туку местото е нели да овозможи услови. Ако на пример еве спомнеме во минатото Хитлер во Германија, театарот го користел на некој начин да го минува и да влијае, односно
односно да ја шири неговата пропаганда преку театарот. Дали мислиш дека тоа денеска се случува, може да се случи или на некој начин се затворени тие врати и не може да влие на театарот? Па да, мислам дека се затворени тие врати и самата моќ на тој начин, односно не е изгубена моќта, ама на тој начин не комуницира денеска и нема смисла да комуницира повеќе театарот на тој начин. Повеќе влијанието на политиката може би да биде повеќе во одлучувањето за тоа кој ќе биде вработен, кој ќе биде отпуштен, и тоа мислам дека е поразително и театарот како институција сам по себе мислам дека треба да се охрабрува, да дава отпор на таквите евентуални интервенции на политика. Тоа не знам дали е политика, тоа се најверојатно некакви хирови, каприци на луѓе кои што очекуваат да добијат некакви поени во одреден момент политички, повеќе отколку дека има некакво влијание, затоа што тоа не му користи никому, ниту на политиката, ниту на театарот. Така, во делот на тоа, дали има еве се уште некои табуа кои што се за театарот, во смисла на тоа дека глумците, односно актерите се оние луѓе кои што би требало или излегуваат многу од нивната комфорт зона, или например некои табуа во театарот дека актерот не може се да прави или што е она што може да го прави во театарот, а не знаеме дека е дозволено и такви некои работи. Дали се уште има некои табуа во театарот кои што постојат, еве барем ти во твоето секојдневие меѓу вас што работите? Па табу е здравата комуникација, мислам дека признанието дека треба да си признаеме некогаш дека процесот на работа станува токсичен. Неотворената комуникација меѓу колегите, непризнавањето дека имаме проблем, не адресирањето на проблемот на правилно место, мислам дека за жал тоа е табу денеска во театарот. За табуата, например, за гледачите, за оние што доаѓаат и гледаат представа, дали се уште има од нив, од публиката, некои табуа кои што се уште не можат да се разбијат или со самите оние кои што одат во театар на некој начин и немаат таков став? Бидејќи сепак ти како режисер, многу мислам дека и ти е важно, еве например јас како новинар кога работам и кога снимам, ми е важно каков фидбек ќе добијам од публиката. И истото мислам дека тоа и за тебе како режисер, каков фидбек ти би добил. Па да, како дел од мојата работа ја и ги претпоставувам, дел од мојата работа и се претпоставките, односно ако основното е нештото да овозможам да се случи, да бидам слуга на тој настан на некаков начин. Другата работа ја се занимавам со предпоставки и со како неколку елементи споени би можеле да асоцираат, реагираат, делуваат кај тој што доаѓа да не гледа, дури си додека ја работам некоја представа, си претпоставувам дека позади мене во публиката седат, не знам, Фроид, Јунг, Брехт, некои имиња кои што ќе ми го засилат чувството на одговорност, на кој ќе ме направи да бидам повнимателен во работата. Луѓето доаѓаат со очекување во театар, што ќе гледаат, ама не доаѓаат со очекување дека ќе бидат излажени, ама не излажени априори, него сакаат и да го разбираат тоа што го гледаат и да му веруваат тоа што го гледаат. Луѓето не се наивни, знаат да препознаат точно што се случува, дури да не го интелектуализираат нештото, да не е тоа на интелектуално или когнитивно ниво, тоа сепак им остава нешто во нив, кое што после ќе ги натера да размислуваат на одреден начин и да имаат одреден став за некоја представа. Така. Ти благодарам, Дамјан. Вака еве за крај би сакала да те прашам дали би имал ништо да им посакаш на нашите слушатели и оние кои што не гледаат во делот на театарот, можеби на твоите колеги, дали и како оние што сакаат да се бават со глумата, без разлика на тоа дали имаат завршено или немаат завршено, што треба да ги води и дали треба да се откажат некогаш или да го продолжат да го прават тоа што го прават. На публиката и посакувам
и им препорачувам да доаѓаат почесто во театар, да си дозволуваат да се препуштат, да се инвестираат себе си во тоа што го гледаат, да размислуваат за тоа што го гледаат, да бидат инспирирани. На театарот, односно на сите нас со кои што се бавиме, посакувам да бидеме уште похрабри, посмели, да ги поставуваме вистинските прашања, да сме свесни дека некој доаѓа да не гледа за кој го правиме тоа, каква одговорност имаме, на кој тоа се обраќа и дека тоа е, пак би завршил со таа некоја мисла, дека театарот ни овозможува да сонуваме и да одиме на некои места и е еден од ретките медиуми кои што обстојуваат денеска, која што е задржана таа функција на некој начин да не прави да бидеме присутни во овој момент сега и да го разгледуваме тој момент и да се инспирираме. Така, ти благодарам, Дамјан, уште еднаш. Ти посакувам многу успех понатаму. Се надевам дека ќе се видиме на представата на 21 февруари. Тоа е се за оваа епизода. Се надевам дека уживавте и дека слушавте малку за театарот и можеби ви се отворија повеќе хоризонти на таа тема. И се надевам дека почесто ќе одите на представи, бидејќи тука мислам дека и начинот и патот да сонувате и понатаму тоа да го реализирате и креирате во вашиот сегашен момент и живот. Останете со нас и слушајте и гледајте Хоризонт Илма до следната епизода.